Послание на апостол Павле до Колосијаните, 3 глава. И така, ако сте воскреснале заедно со Христос, збарајте го на што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Мислете за небесното, а не за земното. Зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христос во Бога. А кога ќе се јави Христос, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. Затоа, умртвете ги органите од земната природа во вас, односно блудството, нечистотата, сласта, лошата желба, лакомството, кое е идолопоклонство. Поради тие пороци доаѓа гневот Божи врз синовите на непослушноста, меѓу кои некогаш се движевте и вие, кога живеевте во тие пороци. А сега и вие, отфрлете се од себе, гневот, лутината, злобата, хулењето, срамните зборови од устата своја. Не лажете се еден со друг, зашто веќе го соблековте стариот човек заедно со неговите дела. И се облековте во новиот, кој се обновува во познанието според образот на својот Создател. Тука нема повеќе ни елини, ни јудејци, ни обрезани, ни необрезани, ни варварин, ни скит, ни роб, ни слободен, а се и во се е Христос. И така, како избраници Божји, свети и возлюбени, облечете се во милосрдност, доброта, смиреност, кротост и долготрпеливост. Трпете се еден со друг и проштевајте си. Ако некој има поплака на некого, како што Христос ви прости, така и вие направете. А над сето тоа, облечете се во љубов, која се сврзува во совршенство. И мир Божи да владе во срцата ваши, зашто сте повикани во едно тело и бидете благодарни. Словото Христово изобилно нека се всели во вас, во секоја мудрост да се учите и да се советувате еден друг со псалми и химни и со духовни песни, пејќи му на Господа со благодарност во срцата ваши. И се што правите со збор или со дело, правете го во името на Господ Исус Христос, благодарејќи му преку него на Бога и Отецот. Вие жените, покорувајте им се на мажите своји како што прилега во името на Господ. Вие мажите, сакајте ги жените своји и не огорчувајте ги. Деца, на родителите своји бидете им послушни во се, зашто тоа му е благоугодно на Господ. Татковци, не дразнете ги децата своји за да не паѓаат со духот. Вие слуги, во се бидете им послушни на своите земни господари по тело. Слугувајте им не само пред очи како оние што сакаат да се умилкуваат на луѓето, туку во простота на срцето, со страхопочит кон Бога. И се што правите, правете го од душата, како за Господ, а не за луѓе. Знаејќи дека како награда ќе добиете од Господ наследство, бидејќи на Господ Христос му служите. А кој врши неправда ќе добие според неправдата своја и нема да има пристрасност.